Зоран Заев најавува, СЈО извршува. На овој начин работи и функционира специјалното јавно обвинителство. Со секоја своја постапка СЈО потврдува дека е алатка која треба да му помогне на аболицираниот криминалец Зоран Заев во разнебитувањето на државата. Последниот наречен атакт е од СЈО е атакт врз медиумите кои не се под контрола на СДСМ и Сорос. СЈО влегува во отворена пресметка со сите медиуми кои беа прогласени лично од Зоран Заев за негови најголеми непријатели. Проценката на СЈО, СДСМ и Сорос е дека преку незаконски прогон и одредување на притвор на сопственикот на ТВ Нова Сеат Кочан ќе ги заплашуваат медиумите. Со оваа постапка СДСМ и СЈО сакаат да ги цензурираат медиумите кои не се под нивна контрола, надевајќи се дека нема да известуваат за политиките на СДСМ кои се спротивни на највисоките државни и национални интереси на Република Македонија. Оваа постапка има јасна цел. Прво, притисок и по можност згаснување на ТВ Нова и започнување на пресметка со медиумите кои не се под контрола на СДСМ и Сорос. Второ, испраќање порака и заплашување до сите медиуми кои не мислат како аболицираниот криминалец Зоран Заев и неговите сценаристи, дека доколку не ја сменат уредувачката политика по желба на Заев, ќе се соочат со политички прогон, притисоци, притвори и други чекори кои што не се засновани на закон и владењето на правото. СДСМ која ги загуби последните парламентарни избори пробува да ја заобиколи волјата на граѓаните и преку тиранската платформа и СВО да дојде на власт. Овој чин е крајно недемократски и представува обид за загушување на демократијата и медиумските слободи во Република Македонија. Незаконското одредување притвор под притисок на СЈО, СДСМ и Заев на сопственикот на ТВ Нова дополнително и многу сериозно ќе ја продлабочи политичката криза во земјата. Вака СДСМ ја замислува слободата на медиумите. СДСМ сака да ја врати Македонија во 90-тите години.